Почитувани, денес ќе откриеме нови детали кои отвараат сомнеш дека Ковачевски и Груби го местеле тендерот за надзор на изградбата на коридорите 8 и 10Д. Откако Министерството за транспорт и врски дава потврда на ЕПТИСА за надзор при изградбата, повеќе претходно забрана од страна на владата, за што зборувавме вчера, сега ќе обелодениме информации кои се менувани условите во тендерската постапка, за на крај ЕПТИСА да биде фирмата која ќе ги исполни и ќе го добие тендерот. 7 дена пред истекот на рокот за поднесување на понудите од страна на заинтересираните фирми за вршење на надзорот тежок 22 милиони евра, власта го продолжува рокот од 17.10.2022 година на 25.10.2022 година, односно за цели 8 дена. Ова не е единствена измена. Покрај продолжувањето на рокот за поднесување е изменет и условот со кој се бара понудувачот да приложи извештај за билансна состојба и податоци од биланси за 2019, 2020 и 2021 година, кои треба да бидат позитивни и да бидат издадени од странска реномирана институција, регистрирана за вршење на дејност ревизија. Со измената се бришат позитивни и се бараат само билансни состојби, но не и, повторувам, позитивни. Туку тие може да бидат и негативни, тоест фирмата која ќе го земе 22 милионскиот тендер за надзор, владата смета дека може да биде и во загуба 3 финансиски години поред. Сомнежите се дека овие измени се направени за фирмата ЕПТИСА, која и го добива тендерот од 22 милиони евра, бидејќи според податоците до кои дојдовме, истата во 2019 година работела со загуба од 6,7 милиони евра, 2020 со 6,9 милиони евра, а 2021 година со 8,5 милиони евра минус. Со менувањето на условот, понудувачите да не треба да имаат позитивни биланси по следните 3 финансиски години, се отвара можност фирмата ЕПТИСА да учествува. И истата таа на 1.12.2022 година е избрана како добитник на тендерот тежок 22 милиони евра. Дали владата смета дека на тендерот 22 милиони евра за надзор не може и нема да се јавуваат фирми со позитивни биланси, па мора да овозможи на истиот да се јават и загубари? Ковачевски и Груби свесно го минираат проектот за изградба на автопати со фирми и бизнис шеми со фирми во загуба, со сомнителни средства и текови. Дали тендерските услови се менуваат токму за ЕПТИСА? Дали владата мести тендер и зошто? Јавното обвинителство не смее да молчи. Одговори веднаш. Благодарам.